Кога ќе се спомне училиштето Блаже Конески, во мене секогаш се појавуваат посебни чувства и емоции. Тоа е така затоа што таму го завршив моето основно образование, најубавите детски денови ги поминав таму, а исто така тоа е моето матично училиште, каде што прв пат се вработив, го почнав оној професионален пат. Долги години во тоа училиште работев и како наставник, и како педагог, и како директор. Посебно Блаже Конески во тој период имаше многу реконструкции. Она што беше во училиштето проблем беше реновирано, како што е покривот на училиштето. Новите подови во училниците, ПВЦ прозорци, училишниот двор доби нова ограда и така натаму. Може многу да се набројува. Почитувана директорка, драги колеги, ви посакувам честит патронат и јубилеен, 70 години. Ви посакувам успех на сите полиња. Посакувам да славите уште долги години, да имате уште многу успешни генерации. Пред повеќе од 25 години го поминав прагот на основното училиште Блаже Коневски. Не бев свесна дека ова ќе постане мојот втор дом, каде што ќе го завршам мојот работен век. Ова училиште не представуваат само училниците, само наставниците или ѕидовите. Ова училиште представува нешто повеќе за секој ученик што доаѓа овдека, за секој наставник што работи. Затоа што ова училиште крие безброј приказни, безброј знаење, стекнувања, безброј усовршувања, безброј емоции заедно со учениците. На идните наставници би им порачала да вложат труд, максимален труд, да знаат дека тие се нивните ученици кои овдека доаѓаат за стекнување на знаење. Драги колеги, драги ученици, продолжете по патот на успехот. Денеска имам посебна чест и задоволство да го посетам моето училиште, Блаже Коневски, за прв пат после цели 20 години од последниот пат кога влегов во овие ходници, во овие училници, кога го практично го завршив своето основно образование. Училиштето не би било училиште без луѓето кои што во таа зграда секојдневно придонесуваат и работат и вложуваат огромна љубов и сето тоа го прават со огромен труд и со огромна почит. Започнав со наставничката Јадранка, потоа од 5 до 8 оделение во тој еден исто така многу турбулентен период за едно дете имавме голема среќа да споменам мојата класна наставничката Бони, која што беше уметник по душа, ликовно, што ми беше на мене секако многу блиску како сензибилитет, блиска и како личност. Многу професори, наставничката Љубенка по музичко, која што веднаш го препозна мојот музички талент. Просто многу рано нашите наставници во нас ги гледаа нашите сензибилитети и имаат чувство каде во животот ние би напреднале и никогаш не работеа со нас само интелектуално. Бидејќи интелектуалниот развој на едно дете е само мал дел од целата приказна која што секој од нас ја носи. Се чувствувавме емотивно безбедни, сватени, поддржани во секоја смисла и дома и во училиштето, што апсолутно придонесе кон тоа денеска да можеме да бидеме оние кои што сме и да чувствуваме одговорност и должност да го продолжиме она што тие го започнале тогаш. Ми беше голема чест и се чувствував привилегирана кога бев распоредена да работам во основното училиште, тогаш Владимир Назор, бидејќи беше едно од подобрите училишта во градот, познато по многобројните награди, освоивани на државни надпревари по македонски, по историја, по физика, но особено беше познато по својата одбојка. Во училиштето постоеше двојазичност. Имаше и паралелки, освен на македонски, од прво до 8 оделение, и паралелки на српски наставен јазик. Училиштето беше познато по тоа што имаше голема и богата библиотека, една од најбогатите во училишни библиотеки во Македонија, која за жал во пожар 1996 година изгоре и исчезна книгите. Сега училиштето се труди да ја обнови библиотеката, за да работите со ученици, потреба да ги сакате децата, да ги познавате децата, секој дете е посебна приказна за себе, мора да имате индивидуален пристап.
не се исклучуваше ни работа, освен индивидуална и групна работа со децата. Морате кај секое дете да ги откриете неговите потенцијали, да ги развивате понатаму. Користам можност да му честитам јубилеот на училиштето. Особено ми е чест и задоволство што можам да говорам за годините изминати во Основното училиште Блаже Коневски, кое го паметам и под старото име Владимир Назор. Ми буди носталгија и среќа моментот кога ќе помислам дека учествував на поставувањето на бистата на Блаже Коневски, оној момент кога се промени името, како дел од хорската секција во тие години, кое пак ми разбуди некои чувства за пеењето за понатака во животот, со кои се занимавам денеска, која е и моја професија. Јас сум онаа генерација, дел од оние неколку генерации кои го памтат и тој неубав момент на опожарување на дел од училишниот објект, односно објектот каде што беше дневниот престој градинката, една од најбогатите библиотеки во Република Македонија. И на крајот би додал дека сите треба да запомниме, училиштето е еден траен печат на секој поединец. Честитам 70 години јубилеј на Основното училиште Блаже Коневски, посакувам уште многу успешни генерации и успешни приказни. Денес чест, но и голема одговорност е да раководиш со училиштето Блаже Коневски, кое брои 1100 ученици и 90 вработени. Оваа година бележиме јубилеј од 70 години, 70 успешни генерации, незаборавни сеќавања и многу моменти кои за секогаш ќе бидат овековечени. Тука се сите квалитетни кадри кои изминале низ овие 70 години како меморија на еден голем јубилеј. Овие две изминати години со поддршка на општината, општествено одговорни компании и во соработка со родителите, успеавме да го комплетно реновираме и хортикултурно уредиме училишниот двор, на кој се постави комплетно нова урбана опрема и еко училница за потребите на учениците. Се реновираше училишната кујна и трпезарија, потоа се постави нова енергетски ефикасна фасада на целата училишна зграда, исто така се реновира сите санитарни јазли во училишната зграда. Потоа може слободно да кажеме дека во чекор со времето комплетно го дигитализиравме воспитно-образовниот процес, така што ги доопремивме сите училници со интерактивни табли и со дополнителна компјутерска технологија. Меѓутоа, оваа година е наша година, година на преродба, токму на јубилејот, 70 години постоење, каде со проект на општина Аеродром започнавме оваа голема преродба со доградба на нашето училиште со нова училишна зграда. Доградбата ќе се одвива во две фази и со завршување на првата фаза ќе добиеме нови 26 училници, од кои 13 кабинети за предметна настава, нова училишна библиотека, нова комплетно кујна со трпезарија, исто така аула за приредби и лифт за деца со телесна попреченост. Посебно сум горда на наставниот кадар во ова училиште, кои со своите професионални компетенции секогаш се подготвени целосно да одговорат на задачата. И секако да докажат дека се креатори и реформатори на општеството и на иднината. Сите ние заедно имаме визија за иднината со која се трудиме комплетно училиштето да биде темел на мултикултурализмот, на индивидуалните разлики и квалитети, на инклузивноста и се разбира, се трудиме комплетно да сме во чекор со дигитализацијата и со професионалното усовршување. Всушност, градиме училиште по мерка за секое дете. Продолжуваме со нашиот растеж. Се наоѓам во култното место, физкултурната сала во Основното училиште Блаже Коневски,
кога учев јас се викаше Владимир Назор и едниот и другиот големи поети. Зошто го одбрав ова место? Затоа што за прв пат моето прво интервју на македонската радио телевизија далечната 81-ва ли беше така, беше со Гоце Сипковски која дојде во салава да се интересира за за подмладокот на работнички одбојкарскиот клуб, кој во тоа време го водеше прекрасниот Војче Синадиновски. Благодарение на посветеноста на Љупчо Аврамовски, кој му беше тогаш асистент за работа со млади на Војче Синадиновски, ни го изгради карактерот, ни изгради дисциплината и не изгради и како луѓе. Зошто? Затоа што колективот предпочита познавање и почитување меѓусебно и една љубов од која се раѓа синергија, од која се создаваат резултати. Моја генерација беше Митко Стојанов, македонски репрезентативец во одбојка, Горан Јаневиќ Јанта, кој јас го најдов овдека на игралиште и го натерав да тренира одбојка, да се пофалам сега. Гоце Славковски и така натака. Да ги спомнам и Горан Ристевски, Цане Пројковски и ред други, Климен Стојковски исто покојни. И така, да ги спомнам како имиња, зашто заедно игравме, заедно освојувавме титули и заедно се радувавме со оваа одбојкарска топка. Учителката Милка Јуруковска за прв пат ме виде како знам да пеам и како беше тоа. Ги спеав Една еребица и Зајко Кукурек од Александар Сариевски и ме шеташе после по класоеве да им пеам на другите учителки како некаков тип на протежена, вундеркинд. Професорката Лидија Кировска ме натера да напишам песна за Тито за да ми стави петка на крај година и да ја рецитирам. И тоа ме натера да пишувам поезија после тоа, не можам да ја заборавам. Наставникот Станимир Алексовски ме инспирираше во сликарството, во сатирата, а бога ми и во питагорејската математика. Божин Барутовски, сликар, прекрасен човек, ме натера да се бавам со она што ми ја лечи душата, тоа е сликарството. Многу ми е кеф што се сетија на мене како бивши ученик во училиште. И јас си викам, која ќе станам и ја еднаш вако па да ме донесат и мене да им држам предавање на деца. И еве го дочекав и тоа. И фала му на Бога и на овие добри луѓе, добри педагози и луѓе кои ја почитуваат традицијата. А традицијата не е ништо друго освен осмислено минато кое треба да се предава од колено на колено. Моето сакано основно училиште Блаже Конески беше навистина пресудно за тоа што ќе правам јас во иднина и како ќе се развива мојот живот не само на професионален план, туку и која ќе бидам всушност јас како личност. А заради тоа што имавме многу добри наставници и навистина секој пат во животот сметам дека наставниците, педагозите, просветителите, нели затоа се просветители оние што ќе не просветат во животот, имаат многу важна улога во нашиот живот, па сето тоа патешествие тргна од тука. Личноста која што ненормално многу ја сакав и која што остави огромен впечаток во моето битисување беше наставничката Љубинка Лазаревска. Ми предаваше музичко, многу ме сакаше и многу ја сакав јас неа. Значи, бев ангажирана за сите патронати од свирење. Памтам баш со Дино свиревме барабанче, болерото го свиревме. Многу веруваше во мене, таа жена, и многу ме тераше да пишувам, ме тераше да ја сакам музиката. Првата лекција по харфа предно која спомнавме, ја памтам од неа. Првата љубов за диригирање, за композиција ми се од неа. Така што, еве да не зборувам само за неа, нели? Но сепак, тоа е на крајот на краиштата најсилниот спомен. Не знам, сите патронати, хорски смотри, кога сме освојувале награди, кога освојувало училиштето, на некој начин сум се чувствувала дека тоа биле и мои награди, заради тоа што како заедно да сме го правеле тоа со Љубинката. Основното училиште за мене беше многу важен дел. Ја имав привилегијата
и огромната чест да бидам раководен орган во колективот кој точно пред 20 години го прославуваше тогашниот 50-ти јубилеј од постоењето на нашето училиште. Во тој период ќе издвојам една колосална придобивка, а тоа е донацијата од јапонската влада. Нека јубилејот ви биде поттик да издржите и да бидете посилни. Учителите го менуваат светот. Нека е честит празникот. Бев наставник во основното училиште Блаже Коневски од 75 до 2013 година. Бев наставник по математика. Како наставник можам да кажам бев малку понезгоден, меѓутоа сум извадил генерации што ќе ме памтат и ќе ме прикажуваат. Професијата учител е благородна, хумана, но и одговорна професија. Есенцијално за мене беше секогаш сензибилизацијата во изучувањето на францускиот јазик и развивањето на творечката и креативната духовна способност кај ученикот. Го честитам јубилејниот патронен празник на нашето училиште Блаже Коневски, звездата од Небрегово, нека ни биде секогаш водилка. Блаже Коневски беа моите почетоци во образованието. Ден денес се сеќавам на моите искуства кои што ги поминав во оделението. Во 9-то оделение јас првпат добив повик од кадетската репрезентација, благодарение на мојата пожртвуваност кон ракометот. Тука и се заслужени нормални наставниците кои што ми даваа максимална подршка. Во Блаже Коневски почна првите мои чекори. Тука го завршив основното образование. Со брат ми имаме многу слични работи кои не поврзуваат со Блаже. Не учеше истата наставничка до 9-то оделение. Во ово училиште наставниците ни дава подршка за секој наш чекор. Спортувајте, живејте здраво и верувајте во своите соништа. Никогаш не заборавите од каде сте почнале. Основното училиште е дом од каде не прати целиот живот. Многу интересни денови тука. Како останатите сите први чекори како основно образование тука се, бидејќи јас сум од Мичурин, најблиско школа ми беше тука да се запишам. Сала реновирана, почетоците мои во салата не беа вакви, беа со други, беше паркет, сега има некоја гума, сега условите се подобри за разлика од тоа што во оваа сала се почетоците на одбојкарски клуб работнички, заедно со наставникот, професор и иден директор беше Војче Синадиновски. Нажалост се починат. Тука било традиција да се игра, многу големи таленти искочиле од одбојката. Дејан кога дојде ја продолжи традицијата со одбојка. Баш би сакал уште еднаш од се срце да честитам, сакам да ги поздравам уште еднаш сите професори што ми беа. Мораме да ги споменеме некои од покултните ликови како наставници што биле едниот е наставникот по математика Станимир и останатите професори наставници што се во Смолетка. Не учеа на најдобро, не сакаа и не одведоа на многу добар пат што сме сега сите, мислам, каде што треба, фамилијарни, со кариери, спортски, уметнички и така натаму. Ви благодарам на поканата, ви благодарам на све, ке кажам за многу години нека е и се гледаме на наредните патронати да сме здрави и живи, едно срценца да не имате за Блаже Коневски. Поздрав до сите учители, професори, до сите кои ќе присуствуваат во гледањето на оваа изјава. Да зборам за минатото и деновите поминати во школата во тој период, Владимир Назор, Јордан Хаджик, Константинов Джинот, е на некој начин нешто што во денешни време не може да се разбере. Живеевме во простор после војната, простор во кој бевме собрани како збирштина. Мичурин беше место каде што доаѓа до 56-58 година доаѓа избеглиците или луѓето кои ги напуштиле своите домови од Егејска Македонија. Живеевме, се дружевме, бевме позитивни, бевме радосни, бевме среќни. Беше една голема немаштија. Меѓутоа,
во секој случај, целата таа позитивна енергија која беше во нас направи да се онаа што памтиме позитивно од тој период. Денеска и би сакал да ги поздравам сите мои бивши професори, наставници, учители, Благородна Цолич, Наташа Шошкич, Нада Андонова, Нада Клюсева, професорката Галич предаваше македонски. Јас споменувам Борис Борутовски, ликовно, и Војче Синадиновски, и многу други. Сите поминаат, се извинувам сега во моментов, не можам на сите да се сетам. Имам една порака до сите ученици кои денеска го посетуваат школото Блаже Коневски. Бидете позитивни, размислувајте, учете, бидете предани и бидете позитивни, гледате позитивно на себе. Ние кои излегувавме од тој простор кој беше полн со конфликти, негативен простор, излегувавме и станавме индивидуални предприемачи, професори, не има во сите фели на просторот и ден денеска активни луѓе кои живееме и допринесуваме во развојот на Република Македонија. Јубилејот 70 години значи нешто. Ние до година славиме 140 години од постојањето на организирано винско производство во Тиквеш и Македонија. По тешкиот пат е секогаш да бидеш свој, да имаш лична слобода, да делуваш сам и да ги имаш вредностите, да почитуваш државата, да ги почитуваш луѓето, да ги сакаш луѓето од овој простор. Грешењето на луѓето во просторот околу нас е грешка на она што се случувало во претходните периоди. Мораме да се сакаме меѓу себе, мораме да бидеме толерантни за да успееме. Немојте да бегате од просторот. Ако не го промените, ако не сум успеал ја малку да го променам, или јас сум почнал да го менувам, продолжете по мене. Менувањето на планината е дел кој треба да се менува со години и со векови. Она што не го пробал никој да го направи, ќе го пробаме ние и тоа ќе ви биде многу подобро и подобра вистина и иднина отколку да отидете и да бидете секоја страна со други. Сакам да ве поздравам и да верувате во себе, да бидете предани и да имате размисла и визија за тоа што сакате да го направите. Величината на компанијата и мојата величина доаѓа од онаа што сме го направиле сами, заедно со луѓето од овој простор. Фала ви многу и бидете предани и сметајте дека онаа што ќе ви биде дадено во основата и ќе бидете поставени како индивидуалци од основното училиште, ќе биде вечито за цел живот зацртано во вашата меморија. Кога ви кажа Свето и професорките што го посетиле Свето дека 70 години и 70 годишнина прават на школото тогашно Владимир Назор, добив еден наплив на емоции и мислата леле со Свето, значи 70 години се знаеме и другаруваме, бидејќи точно и тоа се совпадна. Па има многу да се зборува за тој период на детството, кога живеевме среќно и во немаштија, меѓутоа среќно, другарување. Школото како школо навистина многу го сакав, бидејќи ми ги всади сите позитивни навики што понатака ме ориентира во животот. Ми ги всади навиките да бидам другар, да ги сакам луѓето, да ми возвратат со тоа, такво беше и времето. Ми ги всади навиките да бидам предан и многу ревносен во тоа што го работам. Ми ги всади навиките за спорт во салата, во тоа бетонското игралиште, од кое што не излегувавме.
со по 3-4 сата на ден. Ми ги всади навиките за музиката од тоа време, бидејќи тогаш открив во себе дека ја сакам и ја обожавам музиката. Учествував на тие надпревари школски, регионални, општински, градски, републички смотри. Ми ги всади навиките и ми ги отвори амбициите да понатака, после завршувањето на тој дел од животот, да се посветам на тоа што го учам и што ќе го работам во еднина. И кога размислувам за тој дел од животот и за школото, и секогаш кога ќе се подсетам на тоа или кога ќе пројдам покрај школото, секогаш добивам наплив на носталгија и на чувство на убавина, на тоа што сум го преживел и доживел во тоа школа. И би сакал да им порачам на сите, покрај честитките што им ги упатувам за јубилеот, во кој што сега тие периодот се сопадал со нивното дејствување во школото, и учење и професорување, да се обидат да најдат начин за коректно, убаво меѓусебно однесување, почитување. Пресреќен бев кога ми кажаа дека 70 години прави моето школа, која ми ја даде основата за се што понатака постигна во животот. Сакам да ги поздравам прво учениците што во овој момент го посетуваат школото, да ги поздравам професорите и наставниот кадар во школото, и убеден сум дека прават се и од овие деца да произлезе нешто добро, квалитетно, кое што во иднина ќе биде добробит за целата наша заедница и држава.